Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови е најмладото јавно предпријатие во нашиот град. Истото е задолжено за повеќе дејности, но најприоритетната дејност му е да се грижи за урбаниот дизајн, просторниот и урбаниот развој на градот Прилеп и општина Прилеп. Градежната експанзија која доживеа Прилеп во последните 20 години во голема мера е плод на реализација на проектите на ова јавно предпријатие. Плоштадите во центарот на градот, фонтаните, парковските површини, ревитализација на фасадите, новата општинска зграда, училиштата, градинки, спортски објекти, градскиот превоз, паркинзите, како и многу други објекти кои никнаа во последниве години, на градот му дадоа нов сјај и европски лик кој што овој град го заслужува. Ова јавно предпријатие, заедно со локалната самоуправа, му даде препознатлив лик на Прилеп и го внесе во 21. век, што е препознатливо за нас и за сите туристи кои доаѓаат и го посетуваат Прилеп. Со постојањето на ова предпријатие, граѓаните преку своите урбани заедници и Советот на општина Прилеп добија ексклузивна можност да учествуваат во разубавувањето на својот град преку свои идеи и проблематики кои се преточуваат во проекти, а потоа и во реализација на истите. Таков е примерот со ревитализацијата на Паркот на Револуцијата, кој беше идеја на нашите сограѓани. Друг значаен проект кој беше на барајне и идеја на граѓаните е мултимедијалното плато и туристичките патеки Крал Марко до црквите и манастири во најстарата населба Варош. Исто идеја од граѓаните беше и градскиот превоз, паркинзите, како и голем број на други покрупни и посетни проекти. Не случајно и другите градови во Македонија побрзаа да го земат примерот од Прилеп и да формираат вакви или слични предпријатија и да реализираат слични проекти како општина Прилеп. Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови е директен изработувач и на генералниот урбанистички план на градот, кој е врховен урбанистички документ во градот, кој обезбедува негов развој во целост во наредните 10 години. Во него се предвидува развој на зони за домување, зони за рекреација и спорт, зони за јавни објекти, беа возобновени старите и беа предвидени нови индустријски зони и сите останати и други функции кои му се потребни на градот сега и во наредните 10 години. Едноставно кажано, генералниот урбанистички план има развојна и инвестициона компонента, што ќе овозможи севкупен развој во иднина, односно на тамошниот период. Со генералниот урбанистички план се создава предуслов непречено да се изработуваат детални урбанистички планови со кои се конкретизираат сите плански предвидувања со генералниот план. Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, заедно со секторот за урбанизам при општина Прилеп, во наредниот период се спремни да представуваат значаен фактор за развојот на градот на задоволство на сите жители на општина Прилеп. Со сите овие проекти, јавното предпријатие за просторни урбанистички планови ќе продолжи и понатаму да биде главниот креатор на урбаниот лик на град Прилеп. Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, како што кажа градоначалникот, е најмладото јавно предпријатие во градот, формирано со одлука на Совет на општина Прилеп на 6 јули 2004 година и фирма од само еден вработен на почетокот, сега број 100 вработени и широк спектар на дејства кои се состои од архитектонско проектирање, урбанистичко планирање, раководење со платениот паркинг простор и менаџирање со јавниот градски превоз во градот. Значи, од една незначителна фирма на почетокот, без дефиниран радиус на дејство, сега представува значаен субјект во живеењето на градот и граѓаните на општина Прилеп. Сега би се задржил на делот на јавното предпријатие кој се занимава со урбаниот дизајн, како што кажа градоначалникот, односно архитектонското и урбанистичкото планирање. Тоа е одделението за проектирање и урбанистичко планирање. Тоа е комбинација на еден млад тим од млади инженери, архитекти и градежни инженери, нормално зачинети со искусни инженери, кои се имат истакнато во својата област и имат постигнато значајни резултати. За време од 12 годишното работење на ова предпријатие зад себе има голем број на реализации, односно реализирани проекти кои наискрено морам да ги прочитам, бидејќи се многу, а сите граѓани ќе ги препознаат кои се и
бидејќи се корисници на тие проекти. Плоштадот Александрија, непосредно пред Комерцијална банка, со површина од 5000 метри квадратни, е реализиран во периодот 2005-2006 година. Морам да напоменам со прва современа фонтана, нескромно ќе кажам, во цела Македонија. Ова беше првата современа фонтана која на територијата од Македонија беше изградена и за прв пат се постави на овој плоштад споменикот на Александар Македонски. Ревитализацијата на паркот на Револуцијата, како што кажане на идеја на граѓаните на општина Прилеп, беше ревитализиран во периодот од 2007 и 2008 година. Мултимедијалното плато во населба Варош и туристичките патеки кои имаат пристап до сите цркви и манастири како наше историско наследство од минатото, исто е проект кој е реализиран, односно проектиран од јавното предпријатие, реализиран од локалната самоуправа и помош Фондацијата за поддршка и развој од 2007 и 2008 година. Малиот плоштад кај Старата чаршија, посветен на Итар Пео, реализиран 2007 година. Цветните патеки во Старата чаршија, во Прилеп, тие се реализираат во етапи. Значи, тука беа опфатени сите оние улици во периферниот дел од Старата чаршија, кои на се личеа, освен на Стара чаршија не личеа. Сега, тој дел од градот доби урбан лик на задоволство на сите граѓани, а и на корисниците, на собствениците на деловните објекти кои гравитираат покрај овие цветни патеки, кои навистина се цветни патеки, посебно во пролетниот период со засадување на јапонските цреши и нивниот колорит кои со себе го носат јапонските цреши. Значи, овај проект се реализираше од 2008 па се до 2015 година, бидејќи се реализираа патеките по фази и завршуваат со плоштад посветен на Пере Тошев, со негова скулптура на почетокот или на крајот од овие цветни патеки, односно на спојот со улицата каде што почнува новиот трговски комплекс кој е во тек на градба, односно во тек на негово завршување. Арт плоштадот исто е проект на јавното предпријатие, односно кој непосредно пред Центарот за култура Марко Цепенков и сакаше да ја символизира уметноста која се одвива во Центарот за култура, односно уметноста предвиден и пред уметничкиот плоштад, затоа го нарекувам арт плоштад, со алејата на славните, познати уметници од нашиот град. Друга содржина е колонадата од скулптури од најстарата колонија, сликарска и скулпторска колонија исто, која се одвива во Прилеп, со завршеток на скулптурите на нашите литературни дејци, значи Марко Цепенков, Блаже Конески и Круме Кепески. И еден од најатрактивните делови, таа исто морам да назначам првпат во нашава земја, во Македонија, првата скокачка фонтана. На радост на најмладите, а на гордост на сите оние кои учествувавме во реализацијата на овој проект. Реконструкција на плоштадот Методи Андонов Чентот, кој се случуваше од 2011 до 2012 година. Плоштадот се ревитализира, се поплочи целосно, се надминаа сите архитектонски бариери, односно цел плоштад беше изведен во едно ниво. На овој плоштад како најдоминантен објект е споменикот на нашиот великан крал Марко, а по линијата на движењето по тротоарот се поставени скулптурите од нашите прилепски македонски дејци кои дале значително место, значаен допринос во историјата на македонскиот народ. Значи почнуваме со Кузма Јосифовски, Ѓорче Петров и после Методија Шаторов Шарло, тој е последен поставен, и така да цела фина една линија на движење е посветена на зеленилото и на историјата, така да секој минувач има да најди нешто интересно во оваа патека на движење. Исто мене многу драг проект ми е мал проект, но многу значаен. Прилеп и не мора да се пишува како наслов, кога ќе се види силуетата на градскиот сад, се знае во кој град се најдуваме и во која средина. Значи реконструкцијата на површината околу јавниот градски сад, каде што беше
вткаено дел од минатото, а и дел од современите градежни материјали, така да доби градскиот сад, односно обкружувањето околу градскиот сад, еден нов лик и нова димензија. Имаме реконструкција на многу парковски површини низ центарот на градот, а и низ периферијата на градот. Еден од позначајните проекти за реконструиран парк, тоа е паркот кај судот, каде што се употребени трите елементи вода, дрво и камен, така да ова представува откорнато парче од природата и вткаено во хиперурбанизиран простор. И така ова е место каде што има сферен интерес на од 7 години до 77 години. Некако во Бранови посетителите неизменично се менува. Тоа е еден од успешните проекти. Се ревитализира паркот во населбата Точило помеѓу зградите, тоа е површина од неколку десетици илјади метри квадратни, исто се играше со зелени површини, спортски терени и водени површини и така од една запуштена средина овај простор доби еден современ урбан лик, со тоа се зголеми квалитетот на живот на граѓаните на оваа населба, големи вредноста и на самите станови кои се во обкружувањето на оваа парковска средина. Покрај градските средини, во периферијата и во центарот, јавното предпријатие има проектирано и реализирано голем број на проекти во населените места во обкружувањето на Прилеп. Една од последните реализации 2015-2016 се реализира комбинација на плоштад и парковска површина во населеното место Големо Коњари. Имаме проектирано паркови во селата Беровци, Селце, Старо Лагово и во голем број други населени места. Освен со парковските површини, јавното предпријатие ја има проектирано и патеката за екстремни спортови во арената за мотоспортови во Старо Лагово, која има и развојна компонента. Освен патеката за мотокрос, значи таму се предвидува картинг патека, се предвидува простор за пейнтбол, тоа е многу популарна обсесија на младите па и на постарите во современите услови. Има болдеринг, вештачки карпи за качување на исто така на овие елементи од екстремните спортови, а ние се кандидираме за еден од градовите кој е носител на екстремните спортови на ниво на цела Македонија. Од високо градба, значи ова сето бе парковски површини, плоштади и она што значи партерни уредувања. Од високо градба, јавното предпријатие има изработено проекти и реализирано нормално. Значи проектот на реконструкција на новата општинска зграда, реконструкција и адаптација, тоа беше дом на армијата, ние го реконструиравме и го адаптиравме за потребите на локалната самоуправа, која, знаете, беше сместена во неадекватен објект, кој не му приликува на местото и значењето на нашиот град. Реализацијата беше од 2008 до 2010 година. Царинскиот терминал на јавното комунално предпријатие Комуналец, проектот за покривање на градскиот пазар, исто проект на јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови, адаптацијата и пренамената на противпожарниот дом. Мој драг проекти се надевам и на сите граѓани во нашиот град. Тоа е црквата Света Петка во населбата Точила со камбанарија и трпезарија. Црквата е целосно изградена, камбанаријата е целосно изградена, како последна фаза останува да се изгради трпезаријата. Ова е проект кој се реализира со помош на сите наши граѓани, правни субјекти, индивидуални лица, односно сите наши граѓани си има вткаено во реализацијата на овој проект. Во тек на изградба е капелата во старите градски гробишта, училиштето во населба Сточен пазар, долго најавувано, еве го сега изведбата е во тек и се надеваме дека 2017 септември децата ќе почнат да го посетуваат ова училиште. Реконструкција и покривање на градскиот стадион. Тоа е проект кој допрва треба да започне да се реализира. Фабрика за преработка на комунален безопасен отпад за потребите на јавното комунално предпријатие Комуналец.
почетокот на изведбата треба да почне во секој момент, и многу други проекти за потребите на градот и на останатите јавни предпријатија во нашиот град. Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови се јавува како изработувачи на врховниот урбанистички плански документ, односно генералниот урбанистички план. Со овој план е проектиран идниот развој на градот во наредните 10 години, како што кажа градоначалникот. Значи, генералниот урбанистички план е таков документ кој на градот му дава можност за развој во секоја смисла, односно развој на инфраструктурата, што е многу битно, патната мрежа, водоводната мрежа, канализационата мрежа, електричната мрежа и најново е гасоводната и оптичката мрежа. Значи, сите се овие постулати кои ги дефинира генералниот урбанистички план. Се потврдуваат постојните и се обезбедуваат нови зони за развој на соодветните градски функции, како што се домувањето, индивидуално и колективно, зоните за изградба на јавни објекти, училишта, болници, детски градинки, старски домови и друго, зоните за рекреација, парковско зеленило, заштитно зеленило, работните индустриските зони и друго. Значи се возобновени постојните индустријски зони, а се проектирани нови индустријски зони за потребите за развојот на градот во наредните 10 години. Генералниот урбанистички план е предуслов за изработка на детални урбанистички планови во кои ќе се конкретизираат сите планерски идеи од генералниот урбанистички план. Јавното предпријатие се јавува како изработувач на голем број на детални урбанистички планови во рамките на градежниот офат на градот, од кои ќе наброиме само неколку кои се позначајни и нашите сограѓани може да ги препознаат. Тоа е деталниот урбанистички план на стамбената населба Градина, која е во продолжение на популарно наречената типска населба на територијата на старите оранжери. Значи, откупот на земјиштето е во тек и се надевам дека тука ќе најдат дом многу млади брачни парови и ќе добијаме на населба достојна на еден европски лик. Детален урбанистички план за индустријската зона Прилеп 1. Тоа е наспроти силосите на Жито Прилеп и цигарната фабрика. Детален урбанистички план за старата општина, односно на просторот од старата општина, ни остана празен простор од околу 8000 метри квадратни, на кој со детален урбанистички план е предвидена комбинација на колективно домување и на деловни простори во приземјето, односно на неколку спрата. Во тек е процедурата за донесување на детален урбанистички план на поранешните индустријски комплекси Црнбор, индустријскиот комплекс Партизанка. Индустријскиот комплекс Црнбор е со големина од 35 хектари, индустријскиот комплекс Партизанка е 15 хектари. Значи, тие се сами по себе индустријски зони, ама со новите детални урбанистички планови му се дават нови можности за развој и дополнување на овие поранешни индустријски зони. А индустријската зона спротив Црни Бор, значи од спротивната страна на овој комплекс, исто се изработува детален урбанистички план, во кој место ќе најдат голем број на мали и средни предпријатија, кои ќе, мислам дека во малите и средните предпријатија лежи идниот развој на целота стопански живот во градов. Граѓаните може да очекуваат од јавното предпријатие, бидејќи јавното предпријатие работи една година однапред за сите наредни проекти кои ќе се случуваат во наредните години. Значи, идејни проекти кои може да ги очекува, тоа е партерно редување на црквата Свети Атанаси во Варош. Тоа е црквата со паднат кров, во соработка со Завод и музеј Прилеп. Веќе изработуваме партерно редување на цел тој комплекс. Стадионот кај фабриката Металец ќе стане современ тренинг центар, бидејќи градов има голем напредок во однос на изградбата на спортски објекти, така ќе дојде наред и стадионот кај фабриката Металец. Спортски терен за мали спортови во населбата Ѓокдере, втора фаза сега парковски комплекс во населбата Ѓокдере со строго парковски површини, водени површини и детски реквизити. Од спротивната страна ќе изградиме терени за мали спортови, баскет игралишта, пинг-понг игралишта, игралиште за мал фудбал, така да се анимираат сите интереси на нашите најмлади, па и постари сограѓани во оваа населба.
Мини голф игралишта, што е многу атрактивна тема, ќе бидат поставени во паркот на Револуцијата како нови содржини. Мене многу интересен проект ми е, значи, ревитализација на градското корито, бидејќи очекуваме да со пречистителната станица целосната вода која се влива во градската река ќе биде чиста и онај коридор, тревнат коридор кој сега сите го знаеме кој е напуштен и само поминуван со мостовите, да се симнеме внатре и тој простор да биде една фина пешачка површина која е адекватна за возење велосипед, за џогирање на оние кои се грижат за здравиот живот и така цела линија на градската река во долниот дел, односно во коритото, да се анимира и нашите сограѓани да видат еден благодет од живеењето покрај вода. Се надевам дека водата со пречистителната со постојањето на пречистителната станица ќе биде чиста и ќе го има оној вистински лик на градска река. Се планира нова туристичка населба во близина на Вештачкото езеро, односно по падините на Вештачкото езеро од сите страни. Тоа е земјиште на Република Македонија и така да имаме идеен проект за една населба од туристички размери на ова најблиско рекреативна зона во нашиот град, бидејќи Битола го има Пелистер, го има Преспанското езеро, ние немаме воопшто никакви единствени туристички за онај седмичен туризам, ние Вештачкото езеро и Шаторов камен. Исто и за Шаторов камен имам идејни проекти за туристички патеки, подседнување за туристички излети и така натаму. Исто идејни проекти имам изработено за средување на парковските површини во населбата Точила, во долниот дел на населбата Точила 3, Бончејца и многу други проекти кои нека останат како мала тајна, а јавното предпријатие, односно инженерскиот тим на јавното предпријатие вредно и понатаму ќе работи.